Се наоѓаме пред сечесните порти на манастирот Свети Наум, на едно од најголемите светилишта за македонскиот народ и се словенските народи, за православната екумена и друговерците. За ктиторот на овој манастир, Свети Наум, основоположникот на овој манастир, многу малку се знае во историјата. Во основа за неговиот живот се знае од житијата што го пронајде Јордан Иванов во Зографскиот манастир, кој потекнува од 10 век, житието што го пронајде Јордан Хаджи Константинов Жинот од 16 век и едно друго житие што го пишувал Константин Кавасилас. Во последно време имаме и нови сознанија од еден ново пронајден летопис од овој манастир Свети Наум и со тоа малку пошироки димензии имаме за делото и животот на нашиот просветител и седмоочисленик, преподобен отец и чудотворец Свети Наум. Според податоците од летописот на манастирот Свети Наум, може да заклучиме дека Свети Наум е роден нешто малку подоцна од Свети Кирил и Методиј, 10 години подоцна, во периодот меѓу 835 и 40 година. Тој во 860 година веќе е проповедник и сигурно е замонашен, најверојатно во манастирот Полихрон, каде што бил можеби старешина Свети Методија. После тоа познато е дека тој учествува во Моравската мисија заедно со пресветите оци Кирил и Методиј, а од Моравската мисија по смртта на Методиј 885 година преку Белград со градоначалникот тамошен Боритакан преместен е во Плиска. Во меѓувреме Свети Климент веќе се наоѓа во Охрид, во областа Кутмичевица, каде што развил широка просветителска и црковна дејност. Во 893 година Свети Климент е хиеротонисан за епископ словенски. Токму заради тоа Свети Наум дошол да го замени него на овие простори и бил проповедник на местото од Свети Климент во така наречениот Климентов универзитет. Во овој универзитет Наум Охридски предавал, ја ширел просветата и културата и Климентовата дејност 7 години. После тоа тој на другата страна од брегот од езерото, кај ова место каде што се наоѓаме сега, го подигнал својот манастир, посветен на светите архистратези Михаил и Гаврил, и ја продолжил културно-просветната, книжевната и црковната дејност на овој простор во Дијавија, како што се викало тогаш, или Девол, област која што не е најдоволно проучена сега во науката. Тогаш тој веројатно се бавил и со просветна, и со книжевна, и со црковна дејност, но не е познато што токму тој работел. Му се припишува дека тој е напишал една химна која што во последно време е проучена, посветена на Свети Андреја, братот на апостолот Петар. Подоцна го изградил манастирот Свети Наум, а во тој манастир 910 година починал и е погребан. Тука бил на погребот присутен и Свети Климент. Важно е да се каже за животот на Свети Наум. Многу контрадикторни податоци има за тоа во науката. Дали тој бил свештено лице, дали бил монах и кога тоа се случило.
како што најдов, според моето убедување и убедувањето на некои други научни работници, тој секако е замонашен во периодот кога престувал со Методија во манастирот Полихрон и тогаш овде доаѓа како монах и само како таков можел да бидел старешина на манастирското братство кое не било мало во овој манастир. Има три вида монаси. Тоа се рософори, тоа се оние монаси кои што носат расо и камилавка и кои што не се црковно хиротонисани како џакони, а слободни монаси се. Потоа малоскимници, монаси кои што служат на малата скима, еден одреден ред држат во монаштвото, и великоскимници. Веројатно и Свети Наум бил великоскимник со велика схима, со многу пост и аскетизам, и така како што пишува во опширното житие, тој почнал и погребање во неговиот манастир. За градбата на оваа црква може да кажеме дека сега ова која што стои пред нас дека е градена во повеќе етапи. Првобитно бил созидан тој дел наосот кој што бил без купола, како што било тоаш дозволено во рамките на османлиското владење, а подоцна самиот игумен Григорije го созидал и нартексот, а подоцна со средства од некоја Параскева кота од Корча дограден е и пронартексот на оваа црква. Таа црква така стоела некое време, подоцна е проширен јужниот дел со гробниот параклис на Свети Наум и тука гробот на Свети Наум бил поместен малку по-на север заради тоа да има повеќе простор во гробната капела. Карактеристично е тоа да се каже дека како што се гледа овие зидни површини на црквата градени се од делкан камен, тула и малтер, а горе куполите се претежно правени од тула, што значи дека тие се во подоцно време изградени отколку основниот дел на црквата. Прво со средства од јанинскиот феудалец Али Паша, по негов предлог идеја бил изграден и преграден параклисот на Свети Наум и куполата над него опширно изградена, а во некое пократко време се доизградени и другите две куполи на оваа црква. Што се однесува до Свети Наум, црквата е еден од основните сегменти на тој монашки живот, но се разбира и конаците во кои што престувале не само монасите на овој манастир, туку и гостите кои што често навраќале не само на празниците на Свети Наум, туку и во други прилики, а поготово многубројните патници кои што патувале од Македонија за Албанија на овие простори. Имаме податоци дека уште јеромонахот Григорije изградил овде манастирски иконаци, меѓутоа подоцна во 1818 година
москополците и лангаштаните изградиле своји конаци. Потоа изградена била голема манастирска кујна, а потоа во 1820 година и голема фурна приближно во овој простор. Тука со големи пропадни економски простории, а била изградена и зградата на Охриджаните, како што ја викале чардак на Охриджаните. Таа најверојатно се наоѓала на тој простор над самото езеро, сега кај што се седиштата на просторите на игуменот, и била многу зграда со многу убави простори, со чардаци надвиснати на езерото. Подоцна се изградени конаците на Стружаните, на Ресенчаните, од Јанковец, од Горна Белица, од Битола, од многу други места во околината на Охрид, така да манастирот представувал еден широк комплекс со сите пропратни простори за дочек на гости. Карактеристично тоа што на овој простор каде што се наоѓа сега овој ресторан поново изграден, некаде после 1827 година изградени се простори за игуменот, обширни, убави, со трпезарија, и потоа покрај него други повеќе простори со посебна сала за прием на гости и со простирки од ткајни во нашите населби тука. Покрај тоа, што е многу карактеристично, во овој манастир имало изградено и кафеана за гостите кои што сакат тука да дојдат, да починат, да се одморат и да се релаксираат. Се било тука бесплатно. И храната, и ноќувањето. А и храната за добитокот со кој што доаѓале тие, било од страната на Охрид, од Струга или од просторите на Албанија. Бидејќи во манастирот Свети Наум сите подеднако верувале, и православните и неправославните. Карактеристично да кажеме и тоа дека тука имало и посебен протокол за тоа на кого треба да му се даде риба. Не може секој да јаде охридска риба. Само на некои гости од повисок ранг им се служела риба, и така имало категоризација на гостите кои што доаѓале во овој манастир. Особено на празниците на Свети Наум, на порано се служил само празникот на 23 декември, тоа е денот на смртта на Свети Наум, сега 5 јануар поново, а подоцна во времето на Охридскиот архиепископ Јосаф, по негова наредба, празникот е префрлен на 20 јуни или поново сега на 3 јули. Тоаш доаѓале многу гости, и тие гости што имале своји соби или камери, како што ги викале, овде ги престувале во тие простории, и сите празнични денови тука убаво го поминувале нормално и во молење, и во благослов кон светителот, и се разбира за да ги проведат убаво тие празнични денови во овој сечесен и многу почитуван манастир.
Многу значен составен дел на црквата на Свети Наум представува иконостасот како што се гледа од самиот запис горе на корнизот, направен во 1711 година. Мајсторите се непознати, но стилот на градбата на овој иконостас е под влијание на зографските иконостаси во зографските манастири, но и под влијание на европската барокна тогашна уметност. Карактеристично што овој иконостас во ширина и должина изнесува околу 6 метри, направен е во 5 хоризонтални зони. Во првата зона се царските двери на кои што е насликано благовестието со флорални елементи и двата други влеза во проскомидијата и џаконикот. Понатаму многу интересно што на овој простор разделени со посебни столпчиња се 6 престолни големи икони на Свети Марена, на собирот на архангелите, на Света Богородица, Исус Христос, Свети Јован Претеча и иконата на Свети Климент и на Свети Наум, каде што имаме представи на успението на Свети Наум, каде што се насликани ликовите на Кирил и Методи, Климент и веројатно Лавренти и чудото со мечката. Овие икони направени се од познатиот зограф во тоа време Константин од Корча, а понатаму се икони на големите празници и други светители во третиот ред. Голем комплекс од живописот, кој што тука е сликан во 1800 година од зографот Трпе од Корча, син на Константин, кои што се посветени на култот на Свети Наум. Овде во гробниот Параклис најголем дел од фреските се посветени на култот на Свети Наум, кој со векови трае во нашата македонска и словенска цивилизација. Покрај самиот гроб на Свети Наум насликана една од многу интересните и значајни фрески на седмочислениците, тоа се словенските првоучители, кои што се присутни на упокоението на успението на Свети Наум. Тука во фреските ги гледаме познатите ликови на словенските првоучители. Прво насликан е Свети Методи, потоа Свети Кирил, потоа Свети Климент, Гораст, овој млад џакон со кандилница шукади во раците, веројатно е Лавренти според Теофилактовото житие, потоа Сава и Гораст и толпа од други луѓе кои што се тука присутни на успението Наумово. На самиот гроб, за да биде култот многу значен, бидејќи самиот гроб значи понатамошна инкарнација на Свети Наум. Тоа не значи смртта и моштите на Свети Наум, но гробот е култно и свето место на кое сите доаѓаат да се поклонуваат, да се помолат за маките и за иднината и судбата во животот, насликан е во цел раз и самиот Свети Наум во монашка руба и ореол над главата. Така култот на Свети Наум и на манастирот Свети Наум значи многу во традицијата на се македонската, словенската и културата за сите народи во светот.
дейноста на Свети Наум Охридски над брегот на Охридското езеро остави длабока свест и длабок спомен кај македонскиот човек, а особено на луѓето од Охридско. Пред се, тоа се должи на фактот дека низ векови ликот на Свети Наум Охридски живее длабоко во народната традиција пред се на народот од Охридско. Народната традиција главно тука се пројавува преку преданијата и легендите, односно чудата како што народот тие творби ги наименува. Во врска со тоа, ликот на Свети Наум Охридски, така како што тој е застапен во преданијата и легендите, станал предмет на повеќе истражувања, на повеќе автори, меѓу кои Вера Антич, Наум Целаковски, Стојан Ристевски, а во таа група се разбира спаѓам и јас. Дејноста на Свети Наум Охридски помеѓу народот има повеќе димензионален карактер, од тука таа исполнува и неколку функции. Во прв ред, тука ја издвојуваме исцелителската функција, односно лекувачката моќ на Свети Наум Охридски, а втората поважна функција, тоа е заштитната функција, бидејќи Свети Наум Охридски се јавува заштитник на манастирот и на околината, така како всушност како и Свети Климент Охридски се јавува како заштитник на градот Охрид, или пак Свети Јоаким Осоговски заштитник на Крива Паланка и така натаму. Што се однесува до првата функција, тоа така наречената исцелителска или лекувачка, преку која доаѓа лекувачката моќ на Свети Наум Охридски, таа всушност е најмногу застапена во преданијата и легендите. Преданијата и легендите од овој тип главно се изградени по примерот на исцелителската дејност на Ристос, како и на другите светци. Ако, например, земиме примерот Библијата, па го споредиме со едно наше предање, ќе видиме дека и композицијски, и содржински, тие се многу блиски. Па би си дозволил вака да цитирам еден дел, едно чудо на Ристос од Библијата, па и едно предање, па да се види она сличноста меѓу примерот од Библијата и примерот од преданието. Значи, Библијата според Марко 1, 39-44. И проповедаше во нивните синагоги по цела Галилеја и изгонуваше бесови. И дојде при него еден лепрозен, па молејќи го, падна пред него и му рече: ако сакаш, можеш да ме очистиш. А Исус, кога се смилува, протегна рака, се допре до него и му рече: сакам, очисти се. И штом го рече тоа, си изгуби лепрата од него и тој стана чист. Па како го отпушти, му заповеда и му рече: гледај, никому ништо да не кажуваш, но оди покажи му се на свештеникот и пренеси дар за очистување, како што заповедал Мојсеј, ним за сведоштво. Тоа е од Библијата. Сега ќе прочитам едно предание, забележено од Стојан Ристевски, објавено во неговата книга за преданијата и легендите за Свети Наум Охридски. Преданието гласи: керката на богатиот земјоделец. Свети Наум шетал низ Македонија, го подучувал, го советувал народот како да ја обработува земјата, како да ја одгледува стоката, а со разни лекови ги лекувал луѓето од разни болести. Така, патувајќи, дошол до Охридското езеро, кај селото Љубаништа.
Tamo naišao na jedan zemljodelec, mnogo bogat со zemlja i dobitok. Kako si pregazda, go prašal Sveti Naum. Imam se, ama kako da nemam ništo. Imam golema maka, odgovorio zemljodelecot. Što maka imaš? Se zainteresirao Sveti Naum. Imam 20-godišnja ćerka. Nejednata noga i teče rana, ta ne možem lijek da najdem, dodal zemljodelecot. Jas ke izlekuvam, rekao Sveti Naum. Ako to dobro mi go storiš, ke ti dadam sve što ke posakaš, vetil zagriženje tatko. Sveti Naum je izlekuval devojkата, zato побарал богатиот земјоделец да заколе еден бивол и неговата кожа да ја исече во вид на врвка и колку што ќе може да се опфати со неа да му даде место за да подигне манастир. Земјоделецот му дал толку место и тоа кај што сака Свети Наум. Значи композицијата на чудото во Библијата и преданието скоро тука е идентична. Значи, според овие два примера може да се каже дека Свети Наум на најразлични начини лекувал, и тоа со допир, со збор, потоа со употреба на разновидни трефки, потоа води, лековите и така натаму. Значи, исти елементи кои што ги наоѓаме и во Библијата. Основната содржинска композиција на овие предања е градена врз основа на три елементи. Значи, прво се појавува болеста. Вториот елемент, тоа е чудото. Значи, болеста се излекува преку чудо. И како последен елемент, тука е наградата. Како што видовме и во преданието, значи во Библијата и во преданијата, скоро сите вакви предања завршуваат со награда. Значи, излечениот човек го дарува или Свети Наум, или манастирот за стореното добро. Исто така се среќават предања во кои Свети Наум го штити манастирот од разни кражби, од разни оскрвнувања на манастирот, и сите чинители на такви дела се разбира завршуваат со некоја нивна болест. Во секи случај Свети Наум ги казнува. Тоа се главно најтака застапените моменти во преданијата за Свети Наум Охридски. Тука би нагласил дека тој се појавува исто така и како покорител на разни животни, например познатиот мотив кога тој ја покорува мечката, ја впрегнува да ора, познат мотив во светскиот фолклор. На овој мотив во нашиот фолклор му има посветено место познатиот словенечки фолклорист Милко Матичетов, потоа Наум Целаковски, така натаму. Црквите и манастирите во Македонија во средниот век, па се до крајот на 19 век, представувале главни културно-просветни жаришта. Во нив се пишувале и припишувале книги, се набавувале и се создавале богати манастирски библиотеки. Во тие библиотеки имало книги претежно за богослужбата и за христијанското учење. Но имало и такви кои што зборувале и за другите области од човечкото живење, како што се граматиката, реторика, историја, филозофија и други. За овие богати библиотеки во науката нема доволно сознание. За нив дознаваме од записите по книгите, во кои се кажува која книга каде е напишана,
па дури и такви на кои има и број од одредената библиотека манастирска. Така што, сепак, нешто знаеме за нив. Од друга страна, за нив дознаваме и од белешките на разни патешественици и други културни дејци, кои што манастирите во Македонија ги посетувале, тоест ги посетиле во времето кога тие библиотеки веќе биле и растурени. Така што тие покрај другите работи кажуваат за тие одредени библиотеки, за нивните богати фондови и општо за нивното работење. Меѓу најстарите библиотеки во Македонија се Охридските манастирски библиотеки, и тоа во Климентовиот манастир Свети Пантелеймон и во најубавиот манастир во Македонија Свети Наум. За овие манастирски библиотеки имаме конкретни податоци дури во средината на 19 век, кога нив ги посетил истакнатиот македонски природбенски деец, учител и новинар Јордан Хаџикостатинов Джинот. Тој кажува дека во манастирот Свети Пантелеймон, тоест Климентовиот манастир, видел богата библиотека, тоест како тој што вели една соба полна со книги. Додека пак за библиотеката во најубавиот манастир Свети Наум кажува дека видел многу книги, но дека неразумни калуѓери, не од нашиот јазик, тоа сигурно биле грци, ги изгореле и во езеро ги фрлиле, но сепак има уште, вели тој, во неговата статија објавена во Цареградски весник, број 218 од 26 декември 855 година во весникот Цареградски весник. Освен Джинот, што ни дава конкретни податоци за библиотеките во Охридските манастири, податоци за богатите фондови ни дава и рускиот славист и научен работник Виктор Григорович, кој што Охрид го посетил во 1845 година и тој ги видел из истите библиотеки, кажува. Тој не само што ги посетил овие богати библиотеки, него и зел книги ги однел надвор од Македонија, тоест во Русија. Така што од Охридските манастирски библиотеки потекнуваат и познатите евангелски глаголски ливчиња од 11 век, што денес се чуваат во Одеса, така наречени охридски глаголски ливчиња, и познатиот и многу значаен охридски апостол од 12 век, кој што се чува во Државната библиотека денес во Москва, исто така однесен од Виктор Григорович. И пред Виктор Григорович доаѓале разни патешественици и зборуваат за богатите фондови и тие зимали и носеле книги. Така што од овие библиотеки манастирски е однесен уште во 18 век и познатиот и многу значаен болонски псалтир од 13 век, кој што денес се чува во Болоња, а е од Охридските библиотеки земен уште во 18 век. Тоа покажува дека грабежите на богатите фондови од овие библиотеки почнало многу одамна, не само во 19 век, него уште еве од поранешните периоди. Тие вековни грабежи и уништувања во голема мера ги уништиле најзначајните манастирски библиотеки во Македонија, па меѓу другото и библиотеката во манастир Свети Наум и Свети Пантелеймон, тоест Климентовиот манастир. Така што денес скоро во сите манастири во Македонија не е останато ниту едно значајно ливче кој што ќе зборува за богатите традиции на овој манастири. Па меѓу другите и за овој манастир, каде што е создадено и кој што представувал главно книгохранилиште во средниот век, денес нема ниту едно значајно ливче кој што има национална и културно-просветна историска вредност. Има само неколку богослужбени книги печатени од руските печатници и ништо повеќе. Тоа покажува дека жестоки биле грабежите и уништувањата на се што е национално и се што е од вредност за науката и за културата на овој народ.
Моćниот манастирски центар Свети Наум имал цивилизирано и култивизирано монаштво. Тие се труделе не само да ја разубават средината во која што живееле, во ја прекрасни простори, туку и да ја хуманизираат. На овој простор каде што се наоѓаме сега, постоел парк, уште од многу дамнешни времења, кои што посебно го негувале тука. Во летописната книга се зборува дека токму на овој простор од паркот биле пронајдени живеалишта уште од римско време, гробови, каде што од покојниците во урни имало пепел, керамика и ред други елементи од материјалната култура на римското време. На овој простор, како што кажавме, бил парк и тој посебно се одгледувал и негувал и затоа имало посебно задолжени луѓе, измеќари и надлежни монаси. Понатаму од овој простор била така наречената манастирска бавча, во која се одгледувало зеленчук и овоштарски разни дрвја за потребите на манастирот и на гостите. Тие сами тоа го одгледувале со помош на манастирските момци, слуги, измеќари. Понатаму постоеле на оваа река две воденици, во кои што се мелело житото манастирско, а уште потаму имале винарска визба, голема винарска визба, во кој што се чувало во бочки виното и имало две бочки од по 100 товари грозје и уште многу други бочки помали од нив. Секој добродојден во манастирот ќе бил најаден, напиен, толку колку што сака, се разбира, бесплатно. Тука на влезов од манастирот постоела една порта и на секој што ќе дојдел му се давало едно мало лепче испечено во манастирската фурна и тоа било вотивно лепче или да се нахрани главниот патник кој што тука минувал на пат за Албанија или пак тоа служило уште како дар од Свети Наум заради тоа што имало многу убројни банди и арами на овој простор низ планините и тоа лепче значело и виза. Никој не ги гибал тие патници што носеле лепче од манастирот Свети Наум. Исто така треба нешто да кажеме и за ова островче што е тука за нас. Тоа има и своји традиции кои што се сврзани заедно со манастирот Свети Наум. Овие рајски убавини на ова островче знаеле да ги искористат и манастирските отци. Тие ова островче го викале воздишка на монасите. И не случајно тоа така го викале. И навистина представува не само воздишка на монасите, туку и на сите луѓе што ќе дојдат тука. Тоа е една најблагословена средина и вонвременска убавина. Тука имало срни, јелени, слободно се шетале по островчето, но и кафеана имало за тие што сакат да се напијат и да се нагостат. А, како што пишува во манастирските книги, уште од многу поранешни времења тука постоеле темелите на некоја друга римска кафеана. Така да бил облагороден овој простор, очовечен и бил многу значен комплексно во севкупната манастирската дејност покрај светите извори кои што се наоѓаат овде за лекување на болните, на мерници што доаѓале во манастирот.
Овде, над изворите на реката Црни Дрин, или како Хриđани ја викаат Черава, порано не постоел мост. Може би некој дрвено мостче постоело, како е било многу тешко да се минува. Меѓутоа, во 1827 година, како што пишува во летописот, Албано власи, буламацеи, дале средства и доброволни прилози и се изградил убав мост од делкан камен, не во ваква форма како што е денес. Карактеристично е да се каже тоа дека во средината на мостот, на овој дел од левата страна, кај што е гладотината сега, постоела една плоча на која во релјеф биле прикажани чудата на Свети Наум, едно од најзначајните чуда на Свети Наум, прегнувањето на мечката во Јарем заедно со волот. Од двете други страни на мостот биле поставени уште две други плочи на кои што пишувало кој и со колку средства го изградил овој мост. Тој мост со мали препратки, ево и сега служи на добронамерниците, посетителите на овој манастир, туристите и сите граѓани од земјата.